Секоја година милиони муслимани широм светот постат во текот на месецот Рамазан, одрекнувајќи се од храната и од водата, од изгреј сонце до зајди сонце. Арапскиот збор за пост сијам значи одрекнување или воздржување. Познато е дека постот, како израз на послушност кон Бога, ги потиснува нашите желби и страсти и помага во физичкото, душевното и духовното прочистување. Но што всушност се случува со нашето тело во текот на постот? Науката покажа дека телото користи енергија од последниот оброк за раст на ќелиите и ткивата и за обезбедување енергија во текот на првите 4 часа. Панкреасот произведува инсулин кој на телото му овозможува да користи глукоза за енергија. Потоа, кога енергијата се намалува, телото ослободува масти и ги согорува за енергија. Автофагијата почнува во оваа фаза. Тогаш се чисти мртвиот или оштетениот ќелиски материјал, кој инаку предизвикува старење и болести, вклучувајќи го и ракот. После оваа фаза работите се забрзуваат во телото. Гликогенот во црниот дроб и мускулите, како и глукозата во ќелиите, почнуваат нагло да се намалуваат, така што телото се ориентира на складирање масти за енергија. Во текот на првиот ден нивото на шеќерот во крвта и крвниот притисок паѓаат. Гликогенот се извлекува од мускулите што предизвикува одредена слабост. Веќе третиот ден телото почнува да се навикнува, дигестивниот систем одмара, а енергијата се насочува на чистење на телото од токсините за здравување и зголемување на активностите на имунолошкиот систем. Телото веќе е добро прилагодено на постот, што доведува до зголемување на енергијата во телото. Се зголемува и бистрината на умот. До третата недела работата на заздравувањето на органите е завршена. Истражувањето на научниците во САД покажа дека менталниот фокус постигнат за време на Рамазан ги подобрува функциите на мозокот. Исто така, исклучително намалување на количината на хормонот кортизол доведува до големо намалување на нивото на стресот во текот и по Рамазан. Накратко, постот го поттикнува срцето и го спречува дијабетесот, губењето на тежината, детоксикацијата и чистење на телото. Додека бенефитите на постот за човековото здравје се докажани преку научни истражувања, месецот на постот Рамазан ја зголемува емпатијата и промовира единство и солидарност меѓу луѓето.